Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Во Македонија за време на големите христијански празници, како што се Свети Никола, Божик и Великден, цените на одредени прехранбени производи значително се зголемуваат. Оваа појава се должи на зголемената побарувачка за специфични производи поврзани со традиционалните празнични обичаи, како и на желбата на граѓаните да имаат богата трпеза и покрај високите цени. Граѓаните веќе се навикнати и очекуваат цените да се зголемат за време на празниците. Најскапо е јагнешкото месо, чија цена се движи од 600 до 700 денари за килограм, во зависност од регионот. Сточарите истакнуваат дека откупната цена на јагнешкото е околу 210 до 240 денари за килограм жива мера, додека во месарниците се продава по многу повисока цена, што укажува на значителна маржа на трговците. Цената на јајцата, кои се неизбежен дел од великденската трпеза, исто така се зголемува. Табла јајца се продава од 220 до 320 денари, што представува значителен трошок за многу домаќинства. Поради високите цени на месото и јајцата, дел од граѓаните велат дека годинава великденската трпеза ќе биде поскромна. И цените на овошјето и зеленчукот варираат. Јаболката се продаваат за околу 60 денари за килограм, додека краставиците и доматите достигнуваат цени од 120 до 200 денари за килограм, при што граѓаните очекуваат дополнителни зголемувања во пресрет на празниците. За разлика од ова, за време на муслиманските празници, трговците често ги намалуваат цените на одредени производи, со цел да им овозможат на верниците полесен пристап до потребните намирници за празничната трпеза. Оваа разлика во ценовните трендови отвара прашања зошто за христијанските празници цените одат во небесата. Великден се ближи, цените растат. Зошто? Тоа е централното прашање на црвена линија. А кога сме кај прашањата, ве подсетувам за следете на во овој момент на Инстаграм. Причината е да учествуваме активно во анкетата која што за денес го поставува прашањето на Инстаграм стори на профилот на црвена линија. Дали новото јагнешко е прасечко? Имате две опции за одговор, драги мои. Да не кликнете на вашето поле, односно на вашиот одговор. Резултатите ќе ги сумираме во проценти, како и секогаш ќе ги соопштиме кон крајот на црвена линија. Истата анкета можете да ја одговорите и доколку го заследите профилот на Телма телевизија. Повторно кликнете на Инстаграм стори, каде што повторувам прашуваме денес дали новото јагнешко е прасечко, да или не. А што се однесува до прашањето, Великден се ближи, цените растат, зошто? Еве, сакаме да слушнеме од вас, овој пат не само како граѓани, туку и како потрошувачи. 02-307-005. Тоа е телефонскиот број кој што треба да се заврти за да се земе активно учество во црвена линија. Подсетувам, исклучително е важно, особено за оние кои што ќе дебитираат во црвена линија, да имаат во предвид веднаш штом ве вклучат од режија да го намалите целосно и тонот на ТВ приемникот. Во црвена линија за секое јавување се предвидени 90 секунди. Тајмерот се појавува на екраните, ќе можете секако да го мерите времето на вашето излагање, а за оние кои што сметаат дека 90 секунди не се толку доволни, секако охрабруваме повторно да биде завртен нашиот број за нови 90 секунди. Па да слушнеме од вас, повторуваме, Великден се ближи, цените растат. Зошто е тоа така? Добар ден. Да, добар ден. Па еве, зошто растат цените секогаш пред празниците, еве, како што е Великден? Поздрав до вас, благодарам. Телевизија Телма. Оваа тема е многу скаклива, затоа што овде не е во прашање поединец, овде се во прашање тие трговци кои што државата не ги заузда. Прво и основно, нели требаше сега после Великден да бидат маржите на 10%. Каде се сега маржите? Знаете ли колку е јагнешкото месо? 750 денари.
а 200 денари го купуваат од сточарите. Јас се прашувам, каде е тука државата да стави крај на тие 3 пати поскапи, кои трговците та цената трговците диктираат. Не е диктира никој друг. Затоа ние како граѓани, како потрошувачи, нити ќе пробаме јагнешко месо, нити не интересира да пробаме. Нека го извезуваат во Катар и така натаму, така да државата мора да стави крај на тие трговци кои што баслостовни пари заработуваат за Божик и за Великден. Ви благодарам многу. Ви благодариме и ние со вас ја започнуваме денешната дискусија. Ве подсетувам, драги мои, денеска покрај тоа што сте граѓани, активно сте вклучени во Црвена линија и како потрошувачи. Можете еве и да споделите што е она што го забележувате, дали постои веќе раст на цените, кој што е практика, особено во пресрет на големи празници. Почнувајќи од Свети Никола, Божик и Великден. И токму како религиозни празници, праксата покажува дека се забележува огромен раст на цените. Додека пак што се однесува кај муслиманските верници, она што е пракса таму е цените токму во тој период, во пресрет на нивните празници, да бидат намалени, се со цел да бидат посакуваните намирници достапни до верниците, односно до нивните потрошувачи. Па зошто е тоа така е да растат цените пред Великден? Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Зошто цените растат? Затоа што и трњето во нивите растат, заедно растат. И цените и трњето во исто време растат. Понатака, зошто цените, пак ќе кажам, растат? Затоа што кафаните растат, полни се кафаните со луѓе. Кој оди вниме да работи? Сега тоа дувоз, тоа е специјално, многу квалитетно, и го увезуваат од таму, и затоа цените растат, затоа што висок квалитет јадиме од странство. Затоа цените растат. Кој сака да му донеси некој на маса дома, да не пипти ништо да работи и да има ниски цени? Тоа го нема. Како земјава наша, целата Сетам Баѓи из Македонија, не е изработена нигде. Ништо не е изработено. И шо бараме ние? Турција работи за нас и ни праќа оттаму и за тоа што кој ќе оди на пазар, што ќе остане, ќе го товари, ќе го пушти во Македонија. И ќе растат цените? Сигурно. Кога не се води политика, аграрна политика кај нас не постои. Овие сега се навикна, сите канцелари, сите муваат пари, сите кредити, се кради, се мува, никој за развој не размислува. Ја не знам овој народ бака до каде како мислат. Затоа младите се селат од тука бегат. Кој ќе работи сега? Благодарам многу за вашите 90 секунди и што со гледачите на Црвена линија ги споделивте вашите мислења и одговори на прашањето. Великден се ближи, цените растат. Зошто? Прашува Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Зошто, господине Љупчо? Па види, зашто како ширите дезинформации, намалени се цените 3%? Ние сме во дефлација, што си играте мајта вие со народов. Еве сега гледате на новиот начин на кошничката. За Великден треба да фрламе петка глава кај нас дома кои тројца ќе јадат. Гледате како се формира кошничката веќе, само за тројта. Четвртиот и петиот, аврио, утре. Значи секој еден ќе мора да пости на вода дневно. Ако си имате 4 члена фамилија, еден ќе мора да пости дневно. За тројца ќе имаат право да јадат. Четвртиот на вода. Гледате како донесува мерка државата? Феноменално, што да ви кажам. Зошто цените растат, па ќе растат, нормална работа. Дефлација. Нешто се случува чудно. Видите, јас за јагнешкото знам зашто се покача, затоа што прво не треба да гледате колку се откупува, кој е откупната цена, да, ниска, меѓутоа треба да рачунате колку има фира, што се вика. 50% кај јагнешко доди фира. Тоа го забораваме ние. Дека жива мера е едно, ама чисто е друго. Третата работа е што гледате државата, какви мерки им воведе на сточарите, па
ги убива у појам. Денес гледате министерот отишол се слика у преспа со јаболки, така у прилепка што го бараат за јагнињата, го нема, бега. Затоа ќе растат цените, затоа што више на луѓето им е преку глава. Ке подсетиме 90 секунди е време траењето на едно јавување. Благодарам и вам за учеството, одговорите и секако останете со нас. Оние кои што може би тоа ви е полесно така да учествувате во Црвена линија или нема да се вклучите во живо, не заборавајте секако Црвена линија како профил на Facebook да ја заследите и секако она што ќе подсетам, ќе ви покажеме и како изгледаме таму. Великден се ближи, цените растат, зошто? Прашуваме и ги прашуваме и оние кои што не следат на Facebook. Ако не сте меѓу нив, повторувам, заследете не. Пишувајте коментари, ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите во живо, а секако можете и да споделувате истата тема, редовно се објавува на Facebook и на профилот на Телма телевизија. Добар ден! Добар ден, Тинче. Голем поздрав и до вас. Па еве, зошто за Великден цените растат? Не, ја до вчера бев на пазар во Неготино, немаше никакво покачување на јајцата, ни на овошјето, ни на зеленчукот, на пазарот. Мислам дека цените се сите исти. Кромидот 15 динара врзовче, мрвата по 10 динара, имаше и по 3 за 5, некои по 15. Ништо не е поскапено. Крставиците се 80, паклиџаните по 80, и по 60 има. Нема ништо во Неготино покачено. Да зборуваме сега за јагнешкото месо дека било поскапено. Тоа ни е еднаш во годината. Ако не можеш да си пријдеш да купиш цело јагне или кило, ќе си купиш главички. Тие се ефтини. Секој може да си купи една главичка. Тоа ни е верата, бидејќи Великден е еден од најубавите и највеселите христијански празници. За овошјето и зеленчукот зборуваме дека било скапо. Тој што произведува му е ефтино, а тој што купува му е скапо, нека се опне на нивата, нека оде, нека копа на мултиката. Моја што работа пишува мака, тој што на кој му е скапо, нека земе, нека работи. Земјоделскиот живот е најтежок, најмакотрпен. Првен треба да финансира. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Можеме досега да слушнеме најразлични одговори. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, Мирослав, по телефон. Па видите, овие работи се зависи од нас, од никој друг. Па видите ви проста работа со сега, не е проста, меѓутоа доста изложена од една страна. Со Америка што ги уведе царините, како отиду акциите доле, па сега се покача горе. Така да еден празник ние можеме да го поминеме, ние и другата вера, што ја знам, нормално, како секој ден. И тука ќе има резултат. А ние трчаме одма поврго да купиме, еднаш бил во годината Великден, све тоа од нас, од никој друг. Па после некој ќе се, јас знам дека имат трпно земјоделството и сточарството и така натака и така натака, меѓутоа се отиде у бесед. Ете ви сега најновото нешто за тројца да се преслетува кошничката. Па тоа болезне, тоа е шинат мозок, значи шината рака се лечи, шината нога се лечи, али шинат мозок нема лек. Тоа е. Кратко и јасно, кој разуме свати, че тоа е пријатно со здравје. Секако разбравме, благодарам и секако станете и вие да ја догледате Црвена линија, бидејќи допрва уште многу гледачи како граѓани, потрошувачи ќе бидат вклучени во ова издание. Црвена линија за оние кои што подоцна се вклучија прашува, Великден се ближи, цените растат, зошто е тоа така? Иако праксата покажува дека за време на муслиманските празници трговците често ги намалуваат цените на намирниците, се со цел оние намирници кои што им се драги и најнеопходни на потрошувачите, односно на верниците, да им бидат достапни. Но за Великден, како и за Божик, е праксата таква, па и во пресрет на Свети Никола, најголемиот христијански празник, меѓу другото, забележуваме пораст на цените. Па зошто е тоа така?
Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Лиljana на телефон. Зошто е тоа така? Тоа е греота. Ја мислам дека кога ќе дојде поготово некој празник верски, било од која вера. Значи, секој човек сака да си го дочека на достоинствен начин празникот. Тоа е греота, значи тогаш треба не да растат, цените треба да паѓаат според мене. Треба, значи, секој не да нудат јагниња половина или цело јагне. Не може секој да го купи половина цело јагне. Нека има доста 300-400 грама, да речем паковано, колку да замириса во дома, во куќата. Убаво е на убав ден да замириса, да почувствува самото семејство дека дошол Великден или без разлика друг празник кој си го слави. И многу е греота за вакви празници. Цените треба да се намалуваат, не да се покачуваат. Зар до тој еден ден дојде, тој еден празник да се печели на грбот на сиромаштијата. Затоа многу ми е жал што јас на пример не можам кило да купам, али ќе купам, ќе направам една чорба, да речеме, ќе замириса. А има едни луѓе што не можат ни толку да си дозволат. Затоа греота и секого треба главните, овие што ја водат државата, да размислат за ова празник. Така, ве молам, внимавајте на тајмерот, ова важи за сите останати кои што допрва ќе се вклучат во црвена линија. Благодарам до гледачката и тоа што ја ве сподели со сите нас. Кој е според неј за одговорот на прашањето зошто во пресрет на пример празници каков што е Великден, најголем христијански празник, цените растат. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме. Здраво, Тинче. Поздрав. Јас сакам да ве поздравим сите во Телма. Благодарам. Идат ни убави празници. Великден ни е многу убав празник. Утре е Лазарова сабота, па цветници да ти кажем. Треба да се радуемо. Па оно секоја година се скупнува, Тинче. Не мора да купимо табла, не мора да купимо. Ќе купимо, како што викат стари, по 3 јајца на саба или петок, или на Велики петок, или на четвртак, Велики четвртак, по 3 јајца црвени, мајка ми помаси, едно за Бога, едно за куќа, едно однесеме у црква, па си се мунемо под Бога, нели тој под сите, народ пуно, црквите си ги сите поштуемо, од убаво по убаво. Па што да ти кажем, Тинче, колку скупо народот се жали. Па знаеш ли тој колку е тешко да чуваш кокошки, па да ги раниш, па да ги однесеш јајцата, па да најдеш тезга тамо да се продава, па сите се ценкат, па овие што имат големи пари со сташните, па идат од маса на маса, па тражат поевтино. А колку е тешко, јас сам чувала и кокошки, и коза, и свињи, и татко ми, мајка ми додек беа живи. Тој знаеш колку е тешка работа. Тој кокошките, па поготово кад се, нели, пасате, идат све пред врата, мора секој ден да чистиш. Ја не знам овај народ што не се обрне малце да работи, да си чува, да си има, сите имат бавчи, сите имат, како да ти кажем, па ќе си продадат и јајца за Великден, и за нив ќе си има, но не само сите скапо, па ќе биде скапо. Кад помислиш како е тешка селската работа, стварно, ја никад нема да речем дека ми е скапо, ако треба. Благодарам многу и вам за одговорите. Уште еднаш напоменувам, ве молам, внимавајте на времето, автоматски се исклучува на 90-та секунда. А кило јагнешко е 700 денари. Штипските сточари се жалат дека откупната цена и годинава е ниска, а месото се продава 3 пати поскапо. Во Штипској годинава се повторува ланската слика, па јагнињата повторно се откупуваат каде било. Се откупуваат и од самите трла, но и покрај главните патишта. На Велешкото брдо, покрај обиколницата за Штип, Гевгелие Скопје, се мерат јагниња и од еден камион се префрлуваат во друг. Црвена линија денес има едноставно прашање до сите вас. Великден се ближи, најголемиот христијански празник, а цените растат. Зошто е тоа така според вас? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, ве слушаме. Знаете како? Не знам како да почнам та темава. Знаете зашто? Научен народ македонски само да кука. Па господа, може би има. Може би жената што кажува 400-500 грама да има паковано тајничко месо, може ќе се сложат. Има луѓе, не дека јас сум пребогат.
Меѓутоа се прашувам, како ве дома имате 2-3 коли, како имате се раѓа, детето му купувате iPhone телефони од 1500 евра, како сето тоа, како нема кај да паркирам, како не може во Верово Прилеп да поминам на каса од луѓе. Добро, кај се париве? Што е со париве? Што е со луѓево? Дали овие емисии јас ги сакам, ама треба да бидеме реални. Ами ако не купам цело јагне, ќе си купам 2 кила. Дали било 700 денари или 1000, и се интересира. Ако не ми се свиѓа, тогаш треба да си пасам овци, па сам да си имам. Зато не сваѓа, ќе повторам, Тина, не сум злонамерен. Има секакви луѓе, меѓутоа, ве прашувам, еве, внук ми со 50 души слави 12 роден ден. Па татко, што знам дали знаеше дека имам јас 18. Па кај се тие игранки не можеме да поминиме по тие клуб? Благодарам многу за учеството и одговорите. Секако можеме досега да слушнеме најразлични одговори. Всушност тоа е и нели целта на Црвена линија, затоа и се предвидени 90 секунди за едно јавување, за да нели имаме мноштво и поголем број на гледачи, а со тоа и повеќе различни излагања, а Црвена линија секако е тука да се слушне гласот на граѓаните. Овој пат како потрошувачи. Великден се ближи, цените растат. Зошто е тоа така? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Во линија сум. Да, во Црвена линија сте. Овде Ајановски Ташо. Па господине Сашо, зошто еве секогаш пред големи празници, еве како што е Великден, цените растат? И па вака Великден се ближи, цените растат. Како цените растат, така и платите растат. Ние нема шо да се жалиме пензионерите, еве сега добивме 5000 денари. Така? И сега шо сега, ако имам могуćности ќе земам, ако не, нема да земам. И сега шо, треба и тие шо додат малце нека ги рачеслат тие што се прекупци, надкупци и така натаму. Порано беше, кој ќе купеме, татко ми, да речеме, јагне, појше кошташе кожата, него ли јагнето. Ако беше јагнето 100 денари, кожата вредеше 200 денари. И по тоа, сега што кажува пријателот, многу ардисани, айфони, тајфони, мобилни, така е тоа. И бидете поздравени и среќни празници. Благодарам, бидете поздравени и вие, верувам дека до празниците ќе ве слушнеме повторно во некое ново издание на Црвена линија. А драго ми е што пристигаат и многу коментари на профилот на Црвена линија. Тука и затоа постојано ве охрабруваме секако вашите одговори да ги дадете и преку социјалните медиуми. Па така на профилот на Црвена линија на Facebook почнуваме со коментарот на господја Билјана Николовски. Еве што напиша. Великден е. Па не знам, јас ништо не сум спремила, а за јајца ке вапцам само 3. За толку може овој народ. Како немаат никако осет и чувство за овој напатен народ, не можам никако да сватам. Барем да можевме, како верници, достојно на овој ден да си прославевме, како треба. Не знам веќе што да кажам, прежално за нас народот. Дали до нас е кривицата што сме олку мирен народ или не знам до што е веќе. Поздрав Тина до тебе и целиот тим на Телма. Голем поздрав и до вас и благодарам господја Билјана за коментарот и учеството. Одиме со вас во живо, Великден е се ближи, цените растат, зошто е тоа така? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Па, ова е традиција, 30 години со децени уназад. Великден се ближи, а цените да растат. На прв пат, секоја година, али не Великден и за Божик, да речеме. Веќе сме навикнале. Ама од друга страна, како што некој гледачи што викаат, селската работа е тешка.
Селската работа е тешка, јас најубаво знам. Јас сум чувала и сум овела овци и сум правила урда и сирење, уште што не сум ги шишала. Све тоа знам како се прави. И сум ткаела и сум предала од волната од овците и джемпери сум плетала. И од сите во земјоделско семејство и во полјоделството исто све знам да работам, не знам како е. И во примитивни услови, не во денешно време. Тешко е, меѓутоа парите што ги дава крајниот потрошувач не одат кај да го речам селскиот производител, кај вистинскиот. Ние овде имаме сива трговија или црна трговија. Како што рекоа, камионите по улица мерат, премеруваат, носат, препродаваат. Ние немаме од државата институција во овој дел, во овој сегмент, во продажба на земјоделските производи и живата стока немаме реален закон и реална инспекција. И затоа тоа е така. Ниту на крајниот потрошувач, ниту кај реалниот производител немаме контрола. А од друга страна државата се фали дава субвенции. Кога дава треба да има и вистинска контрола реална, а не 90 секунди е времето. Ке повторувам, морам, бидејќи автоматски тајмерот се исклучува, така да прво и ќе ви се заблагодарам за одговорите. Драго ми е, ќе повторам, пристигаат и многу коментари, така да ќе продолжиме со читање, со коментарот на господинот Љупчо Димитриевиќ. Еве што напиша. Великден се ближи, а кошничката ја заборавивме. Заборавиле овие од владата да се потсетат ветија празнични кошнички. Поздрав и да ги подсетите. Преку вашиот коментар верувам дека се подсетени и благодарам господине Љупчо за учеството. Продолжете да не гледате доколку не следите во живо. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав, ве слушаме, повелете. На твојата именјачка без навреди ти одговорам, ќе вапцала три јајца. Јас сум селско дете од општина Кривогастани. По 8 денари кошта јајцето. Така? И немала пари за јајце. А има пари да пие кафе 200 денари. Во Скопје било каде. Срамота, Тина. Не е сам да... Еве, дали ви се чини дека... Да ми кажи дека месото е скапо, јагнешко. Дали ви се чини дека еве за сите има доволно можност да има трпеза каква што заслужуваат и посакуваат во пресрет на големите празници? Да се доискажам, може? Може. Има време, може? Ве слушаме. Најефтино нешто во Македонија е лебо. Јас цела Европа имам сетано. Никаде не гледам полни канти леб. Поскапливо го лебо на овие македонски граѓани рипат до небо. А сите канти, еве јас ги ранам свињето в село со леб. И сега, замислете, 30 денари лебо бил скап. 8 денари јајцето било скапо. Па како не е срам, не 3 јајца, ни едно да не вапца. Ве поздравувам. Благодарам, ве поздравуваме и ние и секако еве апелирам да се држиме до темата. Секако 90 секунди може да бидат реплика, но не и коментирање, особено не на финансиската состојба на гледачите, бидејќи никој и не знае точно нели за да суди кој колку може или пак не може. Како да е во продолжение ќе го прочитаме и коментарот на Вингчун, еве што напиша. Трговците се богатата, народот осиромашува, никому не му е гајле за народот. Затоа бојкот на трговците. Великден се ближи, цените растат. Зошто е тоа така? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Овде Баба Роска село. Па добре, ни дојдовте по долго време, Баба Роска. Дали се слушаме добре? Сега јас ќе ти кажам зашто растат. Затоа што човечкото око никад не е задоволно. Го ставале на кантар, отамо чук, отвамо окото повасало. Ете затоа. Јас сум благодарна на нашите комши албанци, да ги речам. Како можете они за празник да ги намалуват, а нашите ги качуват? Алчи сме. Јас имам на примери, ќе го кажам, одамна беше,
у Ѓорче. Стара жена, вика, синко, бре, дај на мене од тие јабучењата, вика, да дадам, за Коледа беше, зашо беше, да дадам на дечињата. Он не и дава нашиот. А понатака преко 20 албанец имаше го викна и даде на жената. Хајде сега речите дека нечината албанците не е смеарни. Не. Јас контактирам со многу албанци, со многу бошаци. Многу сум задоволна. Многу. А наш имам додир. Ми изгоре, коските ми ги изгоре. Затоа немој да се царемо у секој жито има кучукони. Сега, неќе ми да ме бодам и тоа е причината. Ја го е над мене, под мене, ниви, трне раснат. Зашто тај млад не запре малко да работи. Благодарам, баба Роска, за учеството во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме во Црвена линија сте. Драго ми е. Видете сега, темата ви беше поставена, Великден се ближи. Меѓутоа, објаснувањето малку требаше да внимавате. Мислам дека какво ви беше објаснувањето. Многу гледачи веќе со вашите коментари не се сложија, а и јас не се слагам, затоа што велите Великден се движи и цените растат, а за муслиманските празници паѓа. Трговците и баба Роска тоа го кажа, тоа е пракса, да. Да, не, тоа не е точно. Вашата констатација не е тачна. Добро. Затоа што изгледа на тој начин не треба ни да коментирате, затоа што мислам дека време е народот сам покажува колку е сложен, а вие новинарите треба малку повеќе да внимавате. Добро, еве, дали ви се чини дека растат или не растат цените, како потрошувач? Цените воопшто не растат. 70% од сите коментатори досега, од сите гледачи ви рекоа дека не растат. Добро. Меѓутоа, вашата цел не знаеме каква е. А каква е вашата цел? Нашата цел е да коментираме и да кажеме. Значи, така, па и да кажете дека не растат и ние тоа ќе го прифатиме. Ако имаме ние како граѓани услови да одиме да пиеме кафиња по 200 денари и да взимаме телефони, айфони од 3500 евра, јајцето 8 денари. Така, благодарам многу за одговорите. Еве да му кажеме на гледачот, Црвена линија, ако редовно ја следи, всушност целата е создадена од јавувања и коментари на гледачите во функција на граѓани. Она што праксата покажува, а секако ако имате поинаков печаток како потрошувач, слободно можете да ја споделите таа информација. Така да секако целта треба да биде да ве слушнеме вас, па граѓаните од своја прва рака да дадат одговори на нашите прашања. Продолжуваме. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Огромна почит до вас. Поштовање до режијата што ме уклучија. Поштовање на сите слушатели, гледачи. Благодарам. Со здраве субот да си дочекаме и утрешниот, и во недела, и Великден. Има една книга, енциклопедија, едно зашто, 1000 затоа. Сега, на тоа зашто цените ќе одговорам. Има X фактори. Затоа што нема закон во Македонија во овие 33-4 години. Кој како сака се игра со народот. Ни инспекции има, ни контроли има. А најголеми, како да кажем, несоден збор за македонскиот народ се тие прекупците. Народот ние страдаме од тие прекупците, што едно ќе куп за едно денарче, а 5 ќе го продадат. А за празниците, кој колку има, ќе се купи, ќе одбележи празникот, а зашто растат, пак да ви реков, нема закон во Југославија, се знаеше, многу качување, цени немаше, а сега како ќе им текне? Па ги оправдувам и едните и другите. Тие производителите ги речат пазарна економија, малце ние, нас купувачите многу ние. Се надеваме еден компромис ќе најдат за празниците, па субаво со здраве
ке си ги поминеме. Ај бидете поздравени, све најдобро. Бидете поздравени, благодарам за учеството. Продолжуваме и со коментарот на госпоѓа Драгица Вукашиновска, која што напиша: затоа што ние православните ниту сме биле сплотени, ниту ќе бидеме. Секој се бори за своја корист. Секоја чест за муслиманите, мислат и за сиромашните и за поимотните. Благодарам госпоѓа Драгица за учеството. Пишувајте коментари, ќе ги читаме меѓу гледачите кои што се вклучуваат во живот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Слушам јас. А јагнијата се купени по 225 денара. Сега размислете колку зимат тие што ги купуват. А колку е уложил човекот што ги чувал. Ве слушаме, продолжете. И јас сум земјоделец и истото се случува и со ризо, истото се случува со те. Значи, тај што онаде нема 5 денара, онаде зема 10 само што ќе го земе од тука до нам. Значи, трговците треба малку да се стегнат. То сте е така. То сте. Не може да биде толкова јагнешкото месо ако 225 денара е купено. И тој два ги зема, не ги ни зима. И сега баш Алалде, согласувам се с това жената пред малко, Алалде е на аванс. Значи, човеци, ние сме бирали, македонци. Ние за македонските празници не знаеме да си намаляме цените, не знаеме да си направиме. Тогава сакаме да печаля, а не се опара. Парата минува. Поздрав. Голем поздрав и големо благодарам за вашите одговори во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали сум на линија? На црвена линија сте. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Намалене скроз. Одлично, продолжете. Сега вака, госпоѓо. Цените за прва се растат. Значи, земјоделските производи не ги плаќат овие олигарсите. И затоа младите не сакат да работат. Од каварен се јавовја. У каварен си ни го зема гројдето без пари и половина остана по нивјето. Значи, ова влада има мнозинство. Треба да расизе со тие олигарсите. Еден од тие е Свето Јаневски, го уништило заштото во цела Македонија и затоа младите не сакат да работат. Ниски откупни цени се земјоделските производи. Не че само мра и дра, и што се јавуваат преку телевизиите, значи да се фанат да работат. Во спротивно домаците ќе бидат 500 денари и крставиците, па и житните производи, па и гројдето спомнав за кавараси. Значи тие Свето Јанев го уништи и тебе кривична пријава, тие министр за земјоделие што е малце да направи една репортажа и да одржи на јавна трибина во кавараси, да му поставуваат граѓани. Поздрав до вас и големо благодарам и вам за учеството. Продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав голем и до вас. Повелете. Великден се ближи, цените растат. Има благо зголемување на цените, но тоа е рутинска работа, како и секогаш. А што се однесува, јас сум православен, до тоа што некој негира дека муслиманите, точно е тоа дека муслиманите ги намалуваат цените. И на никого да не му е криво, кога така се однесуваме ние. А зашто се однесуваме така? А така не васпитале не само за цените,
да негираме све како магаре на мостот, да негираме све и да се служиме само со флаги и да го спасуваме лажниот идентитет удбашки што е во Македонија. Флагата треба да ја отстраниме. Благодарам и пријатно. Ви благодариме и ние. Сега кога останете и гледате Црвена линија до крај. А ние ве префрламе на Facebook, онаму каде што на профилот на Црвена линија продолжуваме со читање коментари. Господин Лазар Младенов еве што напиша. 59 плюс 3 беа жртвите во најгрозниот пожар во Македонија. Беше и помина. Глас не пуштија овие што сега солат памет за јагнешкото. Еден достоен марш не направија, а овде скокаат до народот. Благодарам господине Младенов за учеството. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Благодарам. Пак, ајде вака ќе почнам со госпожата од Неготино што кажа, партизанот во Неготино е 80 денара, 3 марулки за 50 денара и краставици и сетото. Тоа може да биде во Гевгелија, Валандово, Струмица, значи и Неготино, онамо каде што се произведува тие продукти. Меѓутоа, во мојот Охрид нема шанса. Кај нас е 140 денара кило патежа и другите сите, значи се преку 100 денара, значи нема шанса. Во Скопје, каде што е најголемата потрошувачка, каде што има, значи, поголема добит, тамо се цените ненормални. Меѓутоа, јас ќе кажам нешто, пошто струката ми е агрономија, се вака ќе речам, некогаш, кога имаше поголем ред, јагнето се откупуваше, пример, да речеме, од 220 денара. Не можеше да биде во месарница повеќе од 450 денара. Меѓутоа, сега нема контрола на тоа, значи сега, еве и сега се откупува за 225 денара, би требало 450 денара да биде јагнешкото месо. Затоа што 50% што рече Лјупчо дека има фира отпад, значи тоа се става мазато пак, значи се продава 500 денара, да биде максимум 500 денара кило јагнешко и да може секој да купи. Меѓутоа, овдека нешто се заборава, зашто стално трубам. Нашите политичари, нашите министри за земјоделие треба еднаш да сватат дека маржата не може да биде над 50%. Маржата треба да биде фиксна додека владата не одлучи, односно не со... Благодарам многу. Сега го ве подсетувам дека темата за која што зборуваме денес во Црвена линија, како и секоја досега, е објавена и на Facebook на профилот на Телма телевизија. Па еве ги и тука коментарите. Едниот е на господин Владо Данилов, кој што напишал: алчноста е цврсто вкоренета во балканскиот ген и тоа нема да се смени никогаш. А Владо Ѓуровски напишал: колку македонци чуваат јагниња. Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Тина, ке ве молам, Тина. Тина е на Црвена линија, ве слушаме, повелете. Сакаме да кажеме во врска за Великден и за цените. Цените се, уби Боже, до плафон што вика старите. Треба трговците ваат појака инспекција по продавници, по месарници, една цена на рафтови, друга цена си наплаќаат, самите продавачи, самите продавници си ги качуваат цените како што им одговара, на нив така прават. Само јаки контроли. По селата да си иде инспекција за хигиената, за цените, за све треба да се контролира. Цените се многу високи. Мали пензиички, платички, што имаме ние мали пензии, некој има големи, ќе си купи јагнешко, некој ќе си помене со копани. Со копани. Ќе си помене. Стварно, секогаш за празници, за Великден е многу скапо. А зошто е тоа така еве според вас? Зошто па тогаш кога најмногу треба да се дели, тогаш е најскапо? Да, скапи се. За празник, за бајрам треба пониски да бидат. Ги снижива, па ги самите трговци по продавниците само јака инспекција, контрола, хигиената да се провера, хигиената им е на нула. Све фрижидерите, што да не дискутираме, многу се знае. И они се качуваат пред продавни, пред... Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. А ние ќе продолжиме со коментарот на Веселин Бус. Еве што напиша на Facebook.
Понуда и побарувачка. Толку. Морало да има јагнешко. Сакавте капитализам. Друго прашање е зошто цените воопшто растат, иако истите беа драстично покачени, кога нафтата отиде на 120 денари. Денес нафтата е поевтина за 40%, повторувам, 40%. Зошто цените се уште растат? Алчност. Предлог сите деца кои не сакаат да учат во заграда, па и тие кои учат земјоделски училишта и факултети, овчари да бидат, без навреда, 7 дена на бачило, 7 дена слободен со одлична плата. Македонија имала овци колку и жители, а денес двојно повеќе треба да има од жители. Производство, а не ветер во магла, а тоа христијански и муслимански празници, немој да го нагласувате. Срамота, работа и ништо друго. Поздрав и за многу години. Оно што останува да ви се заблагодарам за учеството и коментарот господин Веселин Бос, а Црвена линија укажува само на реалната пракса, оно што се забележува. Но овој пат граѓаните секако како и секогаш во Црвена линија, како потрошувачи, јас поделуваат својата вистина, односно своите одговори на прашањето зошто во пресрет на Великден и нели верски празници цените растат. Добар ден. Добар ден. Му реплицирам на тој Вејан се знајкото, он се знае колку се цените. Кога не дошол во Неготино, како може да знае колку се цените и да не споменува име? Ако нека се изборува на темата, ако не да се испути и да не зјае по сите телевизии. Ајде да се вратиме на нашата тема, ве молам, повелете. Почитувани, ве молам, Црвена линија, па знаете и самите. Досега мора и ќе ве пофалиме на вистина колку и да сме имале теми кои што може би ќе разбудат и гнев и ќе бидете изиритирани сосема. Разбирливо сме се држале до пристојното и културното однесување. Тоа е етиката единствена и централна во Црвена линија. И немојте, ве молам, во оние 90 секунди нели да се расправате или пак да ги коментирате останатите гледачи. Секако ќе ни биде многу повеќе драго да бидат искористени секундите да ве слушнеме овој пат како потрошувачи, бидејќи темата е секако врзана за праксата која што укажува низ годините, од година во година секогаш исто, некаде точно пред големи верски празници да има покачување на цените. Зошто е тоа така? Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја мислам дека цените се реални, кој чува он знае колку ги продава, како ги продава. Тоа е нормално. Мислам дека така е. Сега кој сака да купи, може да купи 2 кила и 3. Мислам. Тоа е реално. А кој не може, и мислам дека секој може да купи по кило и 2. Не е скапо 500 денари или 600, иако кажа дека е 700-800, не е точно. Дека е толку, него е 500-600, од 580 до 600 денара. Мислам дека е точно така и ќе го кажам дека кој чува, тој знае. Ние сме чувале по 250 и знам како ги откупува, колку ги дава. И колку ги дава, и колку ги откупува кај нас. Тоа е сигурно дека колку ги откупува, колку ги дава, ни дава жива мера, ни ги плаќа, а колку ги продава чисто месо. И мислам дека сигурно дека секој може да купи и јагне, пола или колку да било, и јајца. Мислам дека реалната цена е таа што ја продаваат на умесарниците. Од мене толку, мислам дека не треба да се жалат оние што имаат многу. Мислам дека сите имаат да купат по 1 кило 2. Добро, благодарам за учеството и одговорите. Ќе прочитаме и коментарот Сузана Ботарева, која што напиша: ти на здраво, зошто никој не ги спомнува лицата со социјална помош, како да не живеат во Македонија.
Горан Чоков напишал: заради заслепеност од алчност само за себе, профитот им носи поголема радост од најрадосната вест за победата над смртта, со смрт, отсуство на христијански вредности и начало да се сподели со ближниот свој. И оној материјално сиромашен достоинствено да го пречака празникот над празниците Великден. Поздрав. Дојде времето и да ви ги соопштам резултатите од Instagram Story анкетата на прашањето дали новото јагнешко е прасечко. Со да одговорија 70%, додека со не одговорија 30%. Драги мои, продолжуваме со рекламите. Почитувани, големо благодарам до сите вас кои што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Верувам и се надевам дека секој од вас ќе има трпеза каква што посакува во пресрет на Великден, најголемиот христијански празник. А во пресрет на никој како Кате и Ненад, морам да забележам, еве телепатски, со животински принт, иако зборувавме за јагнешкото, Кате некако апелира да се свртиме кон поевтино месо. Можам да замислам пред Великден како ќе се облече Кате. Како јајце. Не прави предизвици. Не ти се допаѓа? Како не ми се допаѓа, бе, тоа знаеме ние што е модерно, не се секире. А Нено како те гледа? Мислам дека него треба да го прашаш мене како му се допаѓа. Прашам биша, ама ми рече добро, ама мора да кажа добро. Од колегата, нормално, така. Што мислиш ова? Одлично. Одлично. Што може да кажеш на жена, иначе кавга. Кај Кате не можеш да кажеш не. Нема шанси. По рација го речеш одлично. Така е, бе, Нено. Она што е јасно дека вие двајца нема да стивнете, туку ќе почнете. Така е. Чао, Тина. Чао. Те сакам убав викенд. Убав викенд, да.